Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Љупчо Георгиевски, председателот на ВМРО Народна партија. Господине Георгиевски, вашата партија на локално ниво е во коалиција со ВМРО-ДПМН. Дали тоа значи дека сте задоволни од начинот како вашиот некогашен сопартиец, а сега премиер Никола Груевски ја води државата? Ете, ВМРО Народна партија е, мислам, дури на повеќе места во коалиција со ВМРО-ДПМН, меѓутоа на уште повеќе места е во коалиција на локално ниво и со СДСМ. Значи, ние имаме еден принцип. Локалните советници, согласно со тоа како ќе ја направат коалицијата и како ќе се договорат, така да ги прават коалиција. Така што не можете според локалните коалиции денеска да кажете каде сме. Ние јасно кажавме на последните парламентарни избори дека сме опозицијски определена партија и тој стил и начин го продолжуваме, а тоа значи дека не сме баш многу задоволни од тоа како актуелната влада ја води работата. Дали според вас во Македонија владее демократија, пазарна економија, слобода на говорот? Па мислам дека сите три работи се под сериозен знак прашалник. Значи, како да кажем, се уште некоја форма на сите тие три елементи, пазарна економија, слобода, демократија се одржува, меѓутоа сите три елементи се сериозно дерогирани како процеси и мислам дека ако не се направи нешто драматично да се вратиме повторно назад кон изворните принципи, дека Македонија повеќе во овој момент се движи кон тоталитарност отколку кон демократија. Очигледни се вашите интенции да бидете во политиката. Ве етикетира како бугарофил. За вас имаше шпекулации дека имате бугарско државјанство. Дали некогаш сте имале дилема за вашиот македонски идентитет? Па моите интенции да бидам во политиката не се од сега, тие се 20 години. Јас постојано велам и кога не се борам за функција, јас сум хомо политикус, човек кој дава своји мислења, своји ставови, а и како што видите самите новинари бараат изјави околу сите тие работи. Вториот дел на прашањето, мислам дека е малку апсурдно да се бара изјаснување по прашањето на идентитетот и чувството на идентитетот човек кој практично кога зборуваше за самостојна независна Македонија, сите во оваа, мислам сите, најголемиот дел во оваа држава беа југословени. Ако ги погледнете неговите историски интервјуа и говори, ќе видите дека нема друг политичар кој толку многу ја употребил зборот македонска нација, човек кој се бореше и креираше максимум Македонија да има национален устав, македонски национален устав. Така што кога ќе дојдеме до една ситуација да се поставува такво прашање, навистина не можам да кажам докаде дојде парадоксот на Македонија. Човекот кој ја воскресна и едно време сам зборуваше за самостојна Македонија, денеска треба да објаснува дали е македонец. Да, апсолутно сметам дека јас сум припадник на македонската нација и македонскиот јазик. Втора работа е што јас имам многу подпрашања за таа работа, нели? И начинот што е денеска македонски идентитет. Јас сметам дека денеска македонскиот идентитет, вие да речеме ако дојдете денеска да речеме од страна како странец, на пример прошетате во Бајна Лука, во Белград и во Србија и во Македонија, ќе видите дека македонскиот идентитет се повеќе и повеќе наричува на југословенски и српски идентитет. Тука тоа се веќе други прашања кои јас сакам перманентно да ги поставувам и отварам. Денес македонскиот идентитет се става на маса. Кога би биле во позиција да го браните, со кои аргументи би го направиле тоа? За мене е многу јасно дека има јасна поделба на она што се нарекува античка историја на Македонија и словенска историја на Македонија. Јас се уште ја бранам тезата дека она што на што можеме да се потпреме да не сгрешиме, тоа е тој словенски идентитет со втемелувачите од духовен план на Свети Кирил и Методи, на Свети Климент, Свети Наум. Тоа е таа историја каде што можеме единствено сериозно да газиме. И покрај тоа што мислам дека и од таа страна и во тоа немаме толку голема потреба за одбрана, затоа што денеска модерниот идентитет се знае што е. Ако имаш држава, имаш идентитет. Ако немаш држава, практично немаш ништо. Затоа, за мене логиката е многу едноставна. Ако македонскиот народ веќе направил своја држава, идентитетот произлегува токму од државноста. И тоа е модерната формулација на проблемите. Дали оваа влада е способна за компромис со Грција, со цел евроатланско интегрирање? Не, мислам дека дефинитивно. Јас не гледам ни еден знак дека
дека од македонска страна тоа го судам според оние државни новинари кои секојдневно ја пропагираат нели политиката. Меѓутоа не мислам дека владата нешто друго размислува различно од тоа што го гледаме преку државните новинари и државната медиумска пропаганда. Ако тоа го судам, можем да кажем дека овие 4 години ќе поминат во празно и дека оваа влада најверојатно ќе добие уште енни избори благодарејќи на јаката одбрана на името. Дали мислите дека одлуката во Хаг ќе влијае врз преговорите меѓу Македонија и Грција? Мислам дека ќе влијае месец до 2 месеца да бидеме овде полни со задоволство, да кажуваме колку сме силни, колку сме морални победници, меѓутоа на планот на спремноста да се реши компромисот тоа ќе ни одмогне и мислам дека можеби таа одлука дефинитивно ќе влијае ништо да не се направи во идните 2 до 3 години. Кога сме кај грците, во медиумите, а и вашите политички противници ве обвинува за криминал при купопродажбата на ОКТА. Како го коментирате тоа? Па тоа е 10 години приказ, нека го најдат криминалот. Јас само уште еднаш ќе кажам дека ОКТА беше пропадната фирма во Република Македонија, требаше да ја затвориме за неколку месеци. Денеска од пропадната фирма за која имаше епитет и Старо железо, тоа е најголемата фирма во Република Македонија. Значи, нешто се работи за менаџерските екипи, не се работи. Многу интересен парадоксот што ОКТА во рамките на Југославија помалку продаваше на југословенските пазари, отколку сега ОКТА со грците, самостојна држава, колку што продава во Косово или да речеме во Јужна Србија. Значи, во Македонија толку многу пропаганда и приказни се раскажа за таа ОКТА, што денеска кога ОКТА ја ставаат единствена фирма во 500-ите најдобри фирми во Југоисточна Европа, во Македонија никој не сакни да ја доживее како македонска фирма. Мене ми е жал зашто е така, меѓутоа јас се гордеам што од една фирма која требаше да биде затворена, денеска ја направивме на јаката фирма во Република Македонија. Од што екзистирате денес? Па имам неколку приватни бизниси, советник на некои места и така. Само ќе ве потсетам, пред да крене цената на златото, јас се советував Македонија, а советував и некои приватни бизнисмени, дека сега е времето да купуваат злато. Во моментот кога јас таа проценка ја дадов, златото одиде 60% со неговата цена повисоко. Кога ви реков очигледна интенцијата да останете активни во политиката, мислев на тоа дека по изборите вашата партија не доби ниту еден пратеник, со што реално немате политичка моќ. Па во таа смисла, како го коментирате исходот од изборите? Дали свесно останавте на страна со тоа што самостојно настапивте, а знаевте каков е изборниот модел во земјава и дека се мали шансите за малите партии, или едноставно немавте капацитет да се соочите со вашиот поранешен сопартиец, сега премиер Никола Груевски? Ние кога излеговме на овие последни парламентарни избори, јасно кажавме дека овде сме за да промовираме и да поттикнеме некои прашања кои никој не смее да ги постави и не смее да ги одговори. Ќе ве потсетам дека ВМРО Народна партија токму тоа го направи затоа што беше единствената партија која на последните парламентарни избори јасно кажа дека компромисот со Грција треба да се направи и дури кажавме како треба да се направи, нели? Втората димензија на прашањето кое го отворивме, за кое дискутиравме дека е проблемот на демократијата во Македонија и третото прашање кое пред малку го поставивте, проблемот на задолженоста и некои други економски прашања кои нели ги имаше во Македонија. Така што јас мојата улога во политиката не ја гледам во тоа по секоја цена да се освои некое место, не знам, да се биде градоначелник или да се биде парламентарец или да се биде министер, туку едноставно ја гледам политиката на да се каже нешто, да се промовира, да се отворат некои врати. И мене ми е многу жал што тие прашања ги отворивме, меѓутоа не беа прифатени. Меѓутоа, кога ќе погледнете Македонија во кој правец се движи, јас не можам да кажам дека се движи баш во најидеален правец. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.